Тумбафест, Кенга Епике, меѓународниот тамбурашки фестивал, Рома Труба Фест и Тумсток се дел од програмата на Кумановско културно лето, настани кои ќе се одржат почнувајќи од 21 месецов, заклучно со 24 август годинава на градскиот плоштад. По тој повод денеска беше организирана пресконференција во Занаечискиот дом, на која организаторите ги повикаа граѓаните да бидат дел од културните манифестации поддржани од општина Куманово, а дел од нив и од Министерството за култура и туризам. Денеска се собравме да направиме еден прес на престојново културно лето, кое веќе традиционално го одржуваме трета година поред. На настанот кој ќе го отвори ова културно лето ќе биде Драган со Тумбафест, исто така после него настапува Рома Труба Фест, кој веќе имаат 20 години, и тамбурашкиот фестивал исто така 21 година веќе настапуваат, и потоа го затвараме културното лето со Тумсток заедно со неколку познати звезди. Како што знаете, ова веќе манифестација би сакале следната година да биде уште поголема, се зависи од финансиските средства и гледаме дека граѓаните веќе го прифаќаат овакво културно лето кое трае со неколку дена. Во четврток во 20 часот на плоштадот во центарот на градот, од 20 часот ќе се одржи 13-тото издание на Тумбафест. Инаку своето патување Тумбафест го започна далечната 1995 година. Оваа година имаме 18 нови песни. Предизвик пред нас беше сето тоа да биде најквалитетно што се може и се надеваме дека успеавме во таа мисија. Годинава Тумбафест се организира по еден поинаков терк. Водители ќе бидат нашите сограѓани Кети Дончевска Илич и Горан Илич, а од учесниците би ги споменал Нино Величковски, кој ќе настапи со една прекрасна песна, каде што во истата ќе настапи и нашиот познат кумановски актер Горан Илич. Понатаму од другите учесници би ги споменал Коста Наумовски, Јованка Јо, Ѓоко Ѓорчев, Катерина Брезева и Соната, Ташко Георгиевски и други. Како што реков, вкупно 18. На самиот фестивал традиционално доделуваме 2 награди. Една награда за најслушана песна помеѓу двата фестивала, значи помеѓу фестивалот 2024-2025. Еве ќе ви откријам дека тоа е песната Неста Ресенска во изведба на Ташко Карамфиловски и Астра Бенд. И оваа година му се оддолжуваме на нашиот маестро Миле Барбаровски, кој е еден од екипата која далечната 1995 година беше еден од групата на наши естрадни уметници кои го створија фестивалот. После настанот на Тумбафест ќе има малце поинаква музика, ќе има рок-метал музика, стари изработени песни од Илирскиот полуостров ќе се изработат на рок-метал верзии, и после тие 8 песни што ги имаме изработени, има special guest band, познат од албанската музика, рок бенд што ќе го почнуваат и го завршуваат вечерта до накај 12, ако нема проблем да трае уште повише. Значи, Кенга Епике е втора едиција што се одржава ова година и се надеваме дека ќе продолжува и следниве години као традиционален рокфест. Нешто друго што би можел да кажам е дека Кумановското лето ќе е една добра организација што ќе има од сите жанрови, од сите настапи што чекат луѓе да слушат добра музика, што сакаат да слушат добра музика, ќе има од сите жанрови музика, така да ги чекаме луѓе да доаѓат и да уживат во нашата музика. 21 година поред градот Куманово е домаќин на меѓународниот тамбурашки фестивал во континуитет, што ќе рече дека поддршка имаме од сите
наши сограѓани, од советниците на градот Куманово, од градоначалниците, поранешниот градоначалник Зоран Дамјановски Циц, сегашниот градоначалник Максим Димитриевски и сите оние што ја љубат убавата тамбурашка песна. Благодарност до медиумите кои сиве овие години не пратат и нормално дека без вас се ова што се случило, не се забележило, не би било од тоа. Оваа година има една убава, да не кажам прекрасна понуда, иако мој апел, ако можам да го искористам времето, да кажем и до нашите луѓе кои ја водат културата во градот, а и до Министерството да, ако може да се врати фестивалот во стариот формат, значи 2 дена, бидејќи има навистина понуда што да се каже во овој дел на тамбурачко музицирање и поголем сенс во делот на финансирањето на фестивалот, за да имаме и подобри и поквалитетни музички имиња. Ова година, значи, понудуваме нашиот тамбурачки оркестар од Свети Николе од Македонија. Тоа се прекрасни луѓе кои свират тамбура, групата тамбурачкиот оркестар или групата Табијат од Свети Николе, ќе имат програма од скоро 30 минути, за да после нив наступи културно-уметничкото друштво Гусле од Кикинда. Во рамки на друштвото постои тамбурашки оркестар, кој навистина има што да покаже во делот на тамбурашкото музицирање. И за на крај, како шлаг, односно нешто што е најдобро чинам во делот на тамбурашката музика, тоа е Бранко Бако Јовановиќ со својот оркестар од интернационални музичари, значи од Австрија, Шведска, Унгарија, кои ќе настапат последни со едно 90 и нешто минути музичка програма, тамбурашка, опфатено скоро се, не можам да раскажувам, да дојдете, да видите, да бидете дел од ова чествување во 20 часот на градскиот плоштад на 22 во петок, во името на тамбурата, повелете сите што ја љубите убавата тамбурашка музика. Што се однесува на фестивалот Рома Труба Фест, настанот ќе биде на 23 во сабота, со почеток во 8 часот. Веќе знаете, они ќе прославуваат јубилеј од 20 години постојање и се надевам дека градскиот плоштад ќе биде полн. Исто така би сакал да кажам дека, како што забележувате, Куманово веќе неколку години, благодарение на градоначалникот и на Советот на општина Куманово, што изгласуваат програмата за култура за 2025 година, запазуваме родова еднаквост, запазуваме млади и најбитно од све, запазнуваме меѓуетничките односи, тоест различни етникуми. Последниот настан од ова културно лето е во недела. Станува збор за фестивалот Тумсток. Ова година јубилејно обележуваме 5 години од организирање на настанот. Станува збор за хип-хоп фестивал. Ова година се дружиме со многу звезди. Настанот ќе започне со локални артисти кои ќе го искористат да се промовираат, а потоа во текот на вечерта ќе настапуваат Пајак, Таско и нашиот кумановец Лука Чомбе. Ве повикуваме сите да уживате, да го затвориме ова културно лето и да се дружиме заедно.